Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро ми дојдовте во новото издание на Агроспектар, кое што редовно ги отсликува состојбите во аграрот, меѓутоа информира, едуцира за квалитетно земјоделско производство. Тоа ќе го направиме и во ова издание на емисијата, а во најавата ќе кажеме дека се преслика уште еден гроздобер како во изминатите 3 децении. Незадоволни лозари, ниски откупни цени, уништување на лозарството, буквален хаос при откупот, плаќање со скинување на одредена сума од цената која што треба да ја добијат лозарите доколку ги земат парите веднаш. Буквален хаос како во изминативе 3 децении влада и оваа година при овој гроздобер во Тиквешијата, меѓутоа и секаде во Македонија, каде што се произведува и продава винско грозје. Ова значи дека лозарите добија мотив повеќе да ги напуштат земјоделските површини и оние малку кои што се занимаваа со лозарство, после ова година повеќе од очигледно е дека ќе ги напуштат лозовите насади, бидејќи повеќе од 3 децении состојбите се пресликуваат. Цената на тутунот во изминативе 3 децении драстично се зголемуваше, но тоа не е случај со грозјето, иако е храна, иако се произведува вино, иако од тоа државата добива. Како и да е, лозарството и оваа година е во вистински хаос. Ниски откупни цени, нередовна исплата, земјоделците и лозарите се жалат дека имаат и кражба на вагите, дека имаат и условувања доколку сакаат да ги подигнат парите веднаш, да има отстапки од одреден процент. Како и да е, ќе го погледнеме и овој гроздобер кој што не е во прилог на лозарите. Со нас е професор доктор Ристо Вучков, добро ни дојдовте. Добро ве во вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И морам да кажам таа увертира која дадовте и осликувањето на вашето долгогодишно во новинарството и осликување на вистината во стопанството е факт, непобитлив факт, без мешање на некакви политиканства или такви работи. Вие зборите вистината во која се наоѓа творецот на храна, што е перспективата за опстојба на државата. И јас сум исто така фрапиран, бидејќи секојдневно и јас сум со земјоделски производители кои имаат крајно незадоволство по однос на она што произведуваат, како им се наплаќа и каде тие котираат по однос на почитта од страна на трговците и на државата. Реков во најавата, тутунот драстично порасна цената на откуп, меѓутоа никако тоа да се случи со грозјето. Иако грозјето е храна, а знаеме тутунот за кои цели се користи. Што се случува? Зошто се руши цената на храната? Има незадоволни лозаропроизводители, 3 децении и подолго се напуштаат масовно лозовите насади, токму поради еве ваквите состојби, со немање откуп, картошијата веќе се жалат лозарите дека никој не сака да ја купува и така натаму и така натаму. Прашањето ви е јако добро и јас ќе се потрудам да го уедноставам и да ја доловиме вистината. Вистината е од осамостојувањето на Република Македонија. Да некој не свати дека сега сме со некои предизборни тоа се 30 години исто тоа се 30 години менување на партии, менување на се, генерално изгубен систем на вредности. Вредноста која ствара, новата вредност која ствара производителот, таа е обезвредната, омаловажена и земјоделската фамилија е секојаш во една неспоредна, него никаква фаза на почитување за разлика од општеството. Ако немаш друго, еве оди у земјоделието. Како да е тоа буниште, а тоа е изворот на екзистенција на сите нас. Тоа е основната причина за се и што беше најважно. Во бивша Југославија имавме едно добро окрупнување, каде што имавме комбинати со по 3000 вработени. Јас се сеќавам што значеше винарската визба за Македонија и што значеше Тиквеш, што значеше Зиг Струмица, што значеше Црвена звезда Штип, Пелагонија Битола, гиганти од по 3000 вработени и се работеше и се произведуваше производство. Значи, нема никаква одговорност од тогаш, од кога се реши
и од кога се одлучи да неколку поединци ја приватизираат, го приватизираат земјоделието и го распродадаат, творија пихтија, каде што сега земјоделието плива во таа пихтија, неодредено, недефинирано, непочитувано, неценето, тоа е резултатот што го имаме ние сега. И сега закони кои што не се почитуваат, и со откупна цена, и со цена на чинење, и со обврски на винариите. Меѓутоа, ниеден од тие законски прописи, кои што на хартија изгледаат одлично, не се применуваат во пракса. Точно. А меѓутоа, никој не е санкциониран. Дали знаете која е вина, чија е вината? Сите институции, државни институции, кои ги сматраме, кои треба да бидат регулатори на нормалното живење во државата, тука вклучувам и цената и трудот што го вложува производителот, тоа е мислена именка. Институциите се замрзнати, ништо буквално. Еве, јас ќе ви кажам, сега за грозјето, ке имавме европски светски цени, нели се збореше? Се даде на институтот за лозарство и на факултетот да ја одредат производната цена на грозјата, бидејќи најздрав факт и на производителот да му се докаже кога ќе се створи вистинската слика за производната цена на грозјето. Значи, што се вложил? Прскање, работна рака, кроење, наводнување, се, и ќе кажеме, основната цена е таа. За производителот, тој со фамилијата по цели денови мине на грозјето. Сега, плюс, дали ќе 5% или 2% за трговската сфера или винарските визби, што треба да користат од тоа што го произвел производителот. Наместо тоа, производителот кој го произвел грозјето со двете раци, неговиот труд е омаловажен, и тоа, пазите сега, ствараат производна цена, институциите што не слегле на теренот уопште да видат што се одбива да створиш едно зрно грозје од почетокот, од кроењето, од оплодувањето, од прскањето, од плевењето, па тоа е ѓаволска тешко. И сега, они по која основа, по некои си нивни шаблони, стварат нула производна цена. И сега трговската сфера, винариите, имат 2 пати повеќе, едно шише вино сега 160 денари. Он сака за 18 денари да го земе грозјето, или за 15 денари, или за 20 денари. И тука се јавува онај губиток на вредноста на производителот кој со фамилијата работи. И тука за тоа има апатичен однос на земјоделците и веќе не произведувам или копачење, вие што рековте, на лозјата. Исти случај со пиперката со острумица. 40 фолии има, тој човек фолија да ја покриеш, да одгледуваш пиперката од семче до готов производ. Тоа е ѓаволски тешко. Ке дојде 50% пониска цена му дава. Зошто? Затоа што трговецот заедно со политикантите треба да кара по однос на цената со грозјето во соседството е сосема поинака, да, каде што говори дека се почитува трудот, меѓутоа кај нас 3 децении и цената е девалвирачка и поништувачка на лозарството. Тоа е инкорпорацијата на политиката во стопанството. Нечестна приватизација и инкорпорација на... Сега народот вели чаре, значи ли тоа дека се повеќе насади ќе зјаат празни? Точно така. И сега јас во Струмичко гледам. Професоре, јас повеќе во пластеник не влегувам. Од пиперската имаше намера да биде испод 60 денари, да не биде. Лани беше околу 50. Сега производна цена 40 денари. А имавме ѓаволски тешка година како ретко кога. Значи, ќе ја опишеме како една од специфично лошите години. Со екстремни сушни периоди, со пролетни долг сушен период, високи температури. Што вели времето еве да продолжиме? Времето, хидролошката состојба е уште во катастрофална состојба. Значи, од тој голем недостаток на трајна стратегија за развој на аграрот, што прво доаѓа, не може ние аграрот да го третираме, а при тоа да немаме смислен пристап кон целосно наводнување на секое парче земја за да произведеме. Бидејќи водата е фактор број 1 за екзистенција на аграрот. И сега, наместо да се створи тој систем
еве сега од кога заврши вегетацијата, водоводниот систем за секоја површина да има или вадар тече према Грција, на база врзани садови, сите акумулации се скоро полупразни или на технички минимум. Нека се наполнат. Нека имаме ние почетокот на пролетта, кога се каже јануар месец, бидејќи у јануар втората половина веќе струмичко почнува со активности на раното производство, ние треба да имаме акумулации полни со вода обезбедена за годината која е пред нас. Тогаш ќе имаме и резултати. За да се подобри хидрологијата, зависно е и процентот на врнежи, тие ги немаме. Долго сушно лето беше, оставаме зад нас. Тоа е факт. Што вели прогнозата? Може ли да се надеваме на пресврт на времето, да очекуваме врнежи, или ќе продолжи вака? Тоа што рековте е факт. Но факт е и немањето на доволно култура кај производителот, кај обичниот граѓанин, за рационално користење на вода. Инаку, оние експерти по хидрометеорологија, јас имам редовни контакти, перспективно, водата ќе биде насушна потреба. Не може како сега ние сега тотално безобзирно се однесуваме према водата. Да, ја сврламе, ја пуштаме. Тоа е едно, а тектонското пореметување кое го имаме, кое е веќе евидентно, а тоа значи одредени стварање на облаци во одреден локалитет, што може да направат пустош, како пред 3 дена во Скопје, гледате, 50 пријави беше кршење на дрва, во тој район, на само 2 километра од тоа немаше ништо. Струмица, ова година, јас сум 50 години со следливост на времето. Кај Колешино фати облак со град, растори се. Значи, уништи се. И најонот беше пукнат, се здробено. На само 2 километра од тоа место нема капка дожд, како да не било ништо. Тоа е тектонското пореметување, тоа ќе не следи сега, бидејќи сега што го гледам времето, пред 2-3 дена, мислам, знаете, Охридско или каде, фатил облак, со дожд, град, лом направило сегде. Само на километар-два од тоа, како ништо да не било. Тоа се следни појави од тие промени на времето. Во свое време, знам ја септември, кога се кажеше, ќе имаше дожд, есенски амбиент ќе се створи и во цела држава имавме еден уедначен дожд. Сега има места кај што 5 месеци нема капка дожд паднато. А има одредени зони каде што имаат врнежи од дожд. И тоа обилни за кратко проследени време. со град и со снег, и со Ветер. Кога реков снег сега, пред 2 недели у Словенија Го имаше и пред снег. Да. Имавме град големина на јајце. Сите тие тектонски промени нас не следуваат, бидејќи имаме целосно пореметување на времето. И при такви состојби, најголема трезвеност треба да се покаже при производството на храна. Ние, Република Македонија, јас сега сум земјоделски стручњак, некој ќе каже дека сум пристрастен према земјоделието. Меѓутоа на Македонија ќе им треба храна, не да се декларираме аграрна земја, а да увезуваме храна. А тоа ќе се случи сега во октомври, во ноември. Ќе се почувствува недостатокот пред се, имавме ненормално време, знаеме пролетта што ни направи со овие температури, ја превари вегетацијата и имаме губиток на производството. А сето тоа ќе се одрази врз потребите од храна која ние ја немаме, ја не ја произведуваме. Јас знам во тоа време кога се враќав, бидејќи повеќе години имаме ние емисии, кога доаѓав кај Јосифово, кај Пирава, тука кај ова. Па јас застанував со восхит, знаете што, површини под зелка имаше ненормално големи површини. Сега гледам само на 2-3 места. Зошто? Затоа што откупната цена ја девалвира исклучиво трговската сфера во спојка со политикантите. И инкорпорацијата на политиката во стопанството. Јас сега гледам државни комисии под 10 души. Тоа колку пари, не знам колку милиони евра се фрлат, а од позади стопанството ни е
у безнадежна состојба. Дали некој го гледа тоа? Колку тие државни комисии, печати, тоа се ангажман, со дебело се плаќаат. Да, а од друга страна пропаѓа. А од друга страна државата пропаѓа зашто се борат за некакви гласови за производство. Така, ја опишавме состојбата во аграрот, се она што е актуелно во моментов, временската состојба, да се осврнеме и на еската кај виновата лоза како проблем кој што е можне сериозен. Точно, тоа прашање ви е добро. Јас пред 2-3 емисии реков, поради спецификата на времето, тука фактор времето е број 1, каде што сушниот период обуслови да кај растенијата се створи тај дисхармоничен однос на исхрана, нормален растеж и развој, и таквите сушни периоди обусловија да растенијата го губат имунолошкиот систем, посебно виновата лоза, и тука доминират оние трахеомикозни оболувања како што е вертицириумот, фузариумот, ризоктонијата, питиумот тука доаѓа до тритисот и така натаму. Тука сега, јас го реков тоа, а сега бидејќи лозарите се фокусирани сега да оберат тоа што дала виновата лоза, ќе се види од крајот од годината дека голем дел производители веќе ми се најавуваат, вика професоре, има многу целосно колабирани лози. Значи, како што е со грозје, по жолти, по црвенат лисјата, тоа е одликата на еската, и тука тој комплекс од болести, тоа не е една болест, комплекс од болести го причинува тоа. И сега, со кроењето, може да се пренесе и тоа да се шири. И се шири кај многу луѓе, затоа сакам тој прилог пак да го погледнеме и да луѓето сватат дека тука треба еден сериозен приод како да си го заштитат насадот од лозата, и да еската не завземе големи размери. Да го погледнеме видеоматеријалот. Да. Еве денес со еден, би рекло слободно, актуелен проблем за лозарството во Република Македонија. Бидејќи знаеме дека на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто. Поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг нов актуелен проблем кој од недела на недела голем дел лозари велат, професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш, колабираат со се грозје и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад. Некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја мешаат многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза, професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш
беа повенати. Со се грозје и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, онаа врнежиот дожд, па сушен период, кој нешто го ите како имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден обсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекогаш ги зима од тука, по 0,5 цент или како беше, па од таму ни враќа готови калеми со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите, каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја подуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, еве, таа е всушност, тој е причинителот, стериум хирситумот, во една форма каде што за некој представува како да, али не е важно. Чокотот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растението, кое треба да дотира храна, растението горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува онај револт. Ние во насадите, еве ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е сликата која можеме да ја видиме на во многу насади, еден чокот овде, еден тука, па еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат.
Значи ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калените, вертицилиумот, еутипата и овој хумофлора фасцијале. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растението. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги, имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци не врни дожд, имаме екстремно влажни периоди како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Сушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам, оние насади кои немаат сертифициран и квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на габата, второ со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата. И габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето и неквалитетно калусирање на спојните места, кај калемите, и тука имаме едно некомплетно спојување каде што габата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел, и сето тоа таа од брза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе габата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде, и тука имаме ние еден чуден процес, каде што габата пушта, излачува ферментот оксидаза, кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната, на дотација на горните делови и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами,
Таа хронична форма, значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате ја, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања, тука од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема и таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад кој е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот. А тука тој ова недела бе фрапиран, кога од Неготино ми дојде човек, вика: професоре, имам преку 160, друг ми вели преку 250 чокоти целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да се сева тек калем, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен калем. Ние веќе мора да кажеме една вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која делот, поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било од каде од друго место да ни даваат калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток, значи патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот
и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било каде, значи патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, а он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хавари и губења, неминовно е да имаме ние здрав, сертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи ги има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција, каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во правите моменти, од почетокот на вегетацијата, тој фактички го санкционира секакво можно инфективно делување на еската, заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно стручно применување. Прво има превентивен, квалитетен чин на чистење и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес, што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но ние ќе се поврзаме на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука навистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. Са еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што стереохриситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво
Има и фомопсисот, знаеме го фомопсисот што се прави, и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот, како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чопотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и еутипиелата, и стериум хирситумот. Тоа е, значи, делување на комплексна патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, која ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега со знание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни, стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најде начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел. Веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза точно во овие периоди кога е таа во фаза на плодоносење. На крај сме од ова издание на Агроспектар, слушнавме, видовме за еската повторно, што ќе заклучиме и порачаме за крај. Мојата порака е земјоделските производители подхитно да се здружат, да бидат една душа, еден дух во земјоделието. Во спротивно, кога се распарчени, тогаш трговската сфера и политикантите си играат играчка со нив. И производството кое го има, тоа мора тие да побарат. Не таква формално здружување, него да се дигне Сдружењето на лозари да прашат што работи Институтот за лозарство. Што е каква интродукција има на некои нови сорти, нови принципи на одгледување, некоја новост. А зима огромни пари од буџетот. Што работат лабораториите во Скопје? Теренот не го познават, од него зимаат цел 30 години плата и на крајот дават некои шупли информации или директиви дека производот кошта толку и толку. А тој нема врска. Да, тоа е далеко од реалност. Далеко од реалност. И што е најважно, таа сувопарност на една аверзичност према земјоделието се диктира од такви институции кои немат никаква, има тампон зона со производителот. Он не е свесен од производителот, од производот се одделува, се ствара буџет, од тој буџет тој зима личен доход. Тој мисли дека земјоделецот постои ради него. Тоа е трагедија, пазите сега, тоа е комплекс голем во државниот апарат и не говорам сега за оваа година или за овој апарат. Од осамостојувањето, во бивши Југославија кога имаше служби, од Белград доаѓаше професор во Струмица, имавме прв институт за памук во свое време, да провери како функционира, како се развива памукот. И сите тие работи, директиви што ги дадеше врз стручна основа
и врз квалитативен аспект како да се зголеми производството. Тоа сега производителот обезглавен, еве сега 90%, вие сте новинари, пуштите една анкета, направете дали да го прашат производителот дали имате до сега добиено помош од некој агроном од Скопје, од службата или било каде, за да ви помогнат за анализа на почвата, да покренат иницијатива, да се прават обавезно анализи кои ќе ги плаќа државата. Не да субвенционира неисправно. Лоша приватизација, врз хектаражата се добива субвенции. И уште живеат тие фирми, се дигаат маркети врз основа на парите добиени од земеделието. А нема врска со производството. Производство нема на површините. Тоа е факт кој е присутен. Тој мора да се слисти и организирањето на земјоделецот треба да биде таман духовно квалитетно и институциите да имаат тотална контрола и сознание на тоа производителот што во кое време треба да превземе за да има овај резултати. Сега за еската. За еската ние не јавуваме. Верувајте, тоа ќе остане така, како што зборавме за нематодите. Тоа ќе остане така и насадите ќе гине овај виновата лоза. Они, ама не ги Така. интересира дека се губи, еве сега, копачењето. Тек сега ќе видиш што ќе се случи со таквата постапка, што и јас го слушнав тоа од винарската визба. Он му сопира пари, од тоа одмah ќе му платил. И он вика, јас не сакам да ми ти сопираш 20.000, може да ми ги платиш после 2 недели, после месец. Не може така. Значи тоа е на еден начин уништување на Лошата состојба која што го демотивира земјоделецот. Го Благодарам, професор. мотивира. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Ви благодарам за вниманието, имајте секое добро.